Добро утро. Денеска нешто за духовноста. Духовноста е широка тема, која што често пати е неправилно разбрана. Денеска ќе се обидеме да разјасниме што е тоа духовност и зошто е многу важна во аспектите на личниот развој. Што ако ви кажам дека духовноста и личниот развој се една те иста тема? Значат едно те исто. Тоа значи човекот да се развива и да биде своја индивидуа, да си го најде сопствениот пат и потполно да се ослободи од блокадите и ограничувањата кои што ги носи внатре во себе, во своето несвесно. Терминологијата е различна, местата од кои што доаѓа разбирањето за духовноста и личниот развој се различни, можеби да ги поделиме на исток и запад, но суштината е иста. Во денешно време често пати се случува да не можеме да ги поврземе нештата, односно да не можеме да направиме конекција помеѓу разноразни терминолошки изрази. Сепак, морам да ви кажам дека тие изрази значат едно те исто, како што значат исто духовноста и личниот развој. Што значи точно да се биде свој и да се има свој живот, свој пат, ослободен од сите ограничувања? Предпоставувам дека сите се сеќавате на моменти кога сте биле пресреќни, радосни, исполнети, успешни, кога сте се чувствувале дека дишете и го живеете животот со полни гради. Сигурна сум дека секој од вас има таков момент, а ако нема, може да го замисли. Како би било кога секој таков момент во животот ќе ви биде среќен, исполнет, радосен, успешен, со полни гради? Ајде да ја направиме таа слика. Готови сте? Супер. Во таа ваша визија на потполно балансиран, хармоничен и среќен живот, вие сте тие кои што ја имаат главната улога. Вие сте насмејани, разиграни, среќни и со тоа зрачите така да го подобрите светот и вашата околина. Што е потребно за да таа визија се оствари? Што е потребно за вие да тргнете по тој пат на среќа, радост и успех? Тоа е прашањето кое што ќе го имате за следните 24 часа. А во меѓувреме, она што јас би ви предложила е: размислете за тоа што вас ви носи радост во животот. Што е она на што се сеќавате од вашето детство, кога потполно сте биле предадени на нештото? Дали денеска правите нешто такво? Дали во вашиот живот имате вклучено нешта кои што на вистина ви даваат радост, ве прават среќни? Дали имате можност тоа да си го добиете за себе? И ако не, што ве спречува? Често пати луѓето мислат дека исполнувањето, среќата, радоста и успехот доаѓаат од материјалните нешта. Но што ако ви кажам дека материјалните нешта се последното што луѓето го имаат на ум кога размислуваат за среќа, слобода и радост? Најчеста барана вредност кај луѓето е мир, особено внатрешен мир. Ајде да видиме, дали без духовност, без љубов, милост, верба, надеж, сочувство, чувство на единство со сите други, безусловно разбирање, можеме да ги постигнеме тие нешта? Секако дека не. И исто така, она што луѓето најчесто го подразбираат, дека прво треба да добијат нешто, и тоа се обично прво материјални нешта, а потоа да бидат среќни и задоволни. Што ако ви кажам дека материјалното доаѓа како последица и резултат од вашата внатрешна состојба? Ние сме тие кои го креираме животот, а со тоа ја креираме и нашата работа и изобилството на секое ниво, не само на материјално. Тоа значи дека како ние се чувствуваме внатре, каква е нашата внатрешна состојба ќе одредува каков ќе биде и нашиот живот. Духовноста не учи дека
Животот и другите луѓе се нашето огледало. И се што ни се случува во животот и со другите луѓе е всушност насока, правец, стрелка во која ние треба да се движиме. Што е она што треба да поправиме кај нас, кои лекции треба да ги научиме и каде се наоѓаме во сегашниот момент. Од тука сигурна сум дека ќе произлезе и следното видео, а тоа е ајде да размислиме што ќе правиме со нашата иднина. Доколку не ја развиваме нашата духовна страна, нашата човечка страна, доколку не ги валидираме и реализираме нашите вредности, нема да го постигнеме процесот на самореализација, ниту пак животот ќе ни личи на некаква бајка. Сосем спротивно. Секогаш ќе имаме за што да се пожалиме. Тоа веќе го правиме. И ќе се сложите, мислам дека е доста.